Почитувани, состојбата со здравствениот систем е поразителна. Поради дисфункционалноста на системот страдаат граѓаните, лекарите и медицинскиот персонал неповратно заминуваат од Македонија, барајќи поквалитетни услуги за реализација на својата професионална кариера. Здравството не смее да се свати како област од која што треба да се создава профит, и тоа само за малкумина, а огромно мнозинство на граѓани да бидат обесправени. По многуте експерименти време е да има нешто конкретно. Визијата на ВМРО ДПМН за здравствениот сектор е да се создаде здравствен систем кој ќе биде ефикасен и достапен за секого во Република Македонија. Приоритет во здравството ќе биде донесување на национална здравствена стратегија заснована на следните постулати. Зајакнување на јавното здравство, заради тоа што лекарите и здравствените работници треба да останат во Република Македонија и во јавното здравство. Зајакнување на примарното здравство, стоматологијата и превентивата. Оптимизација на здравствениот систем, ориентиран кон бенефит на пациентот. Нулта корупција во здравството. Стандардизација на квалитетот на здравствените услуги, интегрирање и функционално реорганизирање на здравствените единици. За здравствениот персонал ВМРО ДПМН се обврзува дека ќе обезбеди 20% повисоки плати. Изголемувањето на платите ќе се реализира линеарно во период од 4 години и што е најважно, зголемувањето ќе биде за сите во здравствениот систем, за лекарите, средниот медицински персонал, фармацевтите, стоматолозите, техничкиот и административниот персонал. ВМРО ДПМН е за континуитет и комплементарност во здравствениот систем. Заради тоа ќе се воспостави национална мрежа на 4 нови клинички центри и сето ова ќе се случи за да се обезбеди интегриран систем на клинички центри, и тоа кампусот клиники Мајка Тереза, клинички центар ГОП 8 септември, Универзитетска клиничка болница во Штип, Универзитетска клиничка болница во Тетово, а со ваквите клинички центри здравствениот систем ќе стане поефикасен и подостапен за сите граѓани, за да не ни се случува она што денес ни се случува. И секако не треба тука да се запре. Предвидена е реконструкција на болниците во Велес, Кичево, Струмица, Струга и Битола. По 12 април ќе стартува обнова на здравството, за да добиеме вистински компактен и ефикасен здравствен систем кој што ќе може да се спротистави на сите предизвици на денешницата, за да не ни се случи она што денес ни се случува. Ви благодарам. Доколку има прашања, стојам на располагање. Добро, ви благодарам за прашањето. Денеска е денот таков да практично ја видовме целата дисфункционалност и неорганизираност на здравствениот систем, која што дисфункционалност и неорганизираност започнува од првиот човек, односно од министерот за здравство, неговиот начин на однесување, кој што го следат и раководителите во здравствениот систем надолу. И тоа ни се случи да практично еден здравствен работник, директор на клиника, назначен од министерот, допринесе да се расшири заболувањето, односно да се расшири вирусот на корона COVID-19. Ова практично е врв на неодговорност, но секако поттикната е од неодговорното и несоодветно однесување на министерот, кој што се занимава повеќе со тендери и тендерски процедури, отколку на вистина да се спротистави на она што светот го зборува последниве 3 месеци. Ние во повеќе наврати алармиравме, најавувавме, баравме, сепак не треба да се креира паника. Јас верувам дека постојат здравствени работници кои што се совесни, кои што се свесни, кои што ќе можат да одговорат на предизвикот, а тоа е ширењето на вирусната инфекција COVID-19. Инаку, директорката имала несоодветно однесување, последните неколку една недела, била во контакт и со персонал, и со пациенти, што секако најверојатно ќе допринесе за ова инфекција да се расшири. И во овие моменти практично опасноста од ширењето на болеста се зголемува, но секако, за жал, мораме да констатираме дека се зголемува заради неодговорноста на Министерството за здравство и раководителите назначени од министерот Филипче. Ви благодарам на прашањето.